Така, по сервисните информации и по блокот вести, секако минути за првиот разговор во студиото. Добар ден и велам на мојата гостинка Ана Марјановиќ, представник на Сдруженијето Хема Онко. Ана, добре дојде. Ви благодарам на поканата. Така, ќе зборуваме за проблемите, еве да речам, за предизвиците со кои што се соочуваат онколошките пациенти, но овој разговор денеска сакам да го започнам со една навистина не само хумана една димензија, туку една навистина многу интересен настан кој што вчера вечер се случи во МКЦ. Тоа е една модна ревија на која што не само, да речам, светскиот ден се одбележува за борбата против ракот, кој што неодамна беше одбележан пред 2-3 дена на 6 февруари, ако не грешам, туку даде една нова димензија во чест на една исклучителна храброст, еден дух и вистинска убавина на жените кои што се избориле со оваа болест. Од каде дојде идејата и како помина целиот настан? Овој настан втора година поред го организираме. Минатата година беше организиран пред крајот на годината. Оваа година од некои технички се поклопи со Светскиот ден на канцерот. Настанот го организираме во соработка со Елена Лука. Сите креации кои што тие прекрасни дами ги носат се од незините колекции. Самиот настан, не само за пациентките, за нивните најблиски, е сведоштво пред се за нивната храброст. На огромно задоволство оваа година бевме поддржани и од Сдруженијето со лица со инвалидитет. Имавме две прекрасни представнички од нивното здружение кои што беа дојдени да ја покажат својата храброст и предизвиците со кои што тие се соочуваат и воедно да ги поддржат пациентките со канцер. Знаете како, диагнозата е нешто кое што се уште е табу во Македонија. За една жена се смета кога, без разлика со кој тип на болест, воопшто се соочува, дека тоа влијае на низината женственост, на тоа како светот ја гледа и како околината ја перцепира како една грациозност, како една женственост, како една убавина. И ние со оваа ревија идејата дојде од таму, сакавме да им ја вратиме мокта на жените, тие повторно се чувствуваат убаво, повторно се чувствуваат грациозно и оваа ревија е еден микс на емоции. Значи вчера, како и минатата година, целата публика. Имате моменти кога плаче, имате моменти кога се смее, имате моменти кога стојат на нозе и аплодираат. И јас често и вчера го искоментирав истото, дека целата таа мака на организирање на еден настан и сите предизвици со кои што ги заборавате во тие 20 на минути кога овие половина час кога овие жени чекорат на таа писта, гледате различни приказни, секоја од нив на лицето, во начинот на одење, ја гледате незината борба, незината храброст и тоа е навистина едно прекрасно чувство. Ние искрено се надеваме дека ова ќе прерасне во една традиција, дека покрај Елена Лука со текот на годините и други креатори ќе се вклучат во оваа ревија. Ревијата е без ништо повеќе од само да се даде еден почит на жените како жени, без разлика на диагнозата и со која диагноза доаѓаат на таа модна писта. Така, бидејќи заслужуваат да чекорат и да стојат исправено, да пренесат порака, нели Ана, сигурно кога ќе се сподели некое искуство и тага и радост, рече бура од емоции тоа на вакви настани, но жените покажуваат дека знаат и можат и во најтешките моменти да чекорат со исправена глава. Јас тоа вчера го кажав и во говорот кој што го дадов на ревијата. Јас минатата година бев учесник на ревијата и јас првата мисла која ми помина во глава кога застанав на модната писта беше сакам да бидам на местото на Ели, водителката, да зборувам, да не треба да одам. Сите ние стравуваме од тоа како не гледаат луѓето и слично, меѓутоа чувството кое што вие го добивате кога ќе поминете на таа писта, овациите кои што ги добивате од поддршката која што ја чувствувате во салата е нешто кое што е незаменливо и со сигурност знам дека секоја една од тие жени и денеска е со адреналинот кој што го насобра вчера на ревијата. Знаете како, жените
ако нешто не им недостасува, тоа е храброст. Јас не познавам жена која што со било кој предизвик со кој што се соочила во животот, тоа не го направила со дигната глава, исправено, храбро, можеби само најблиските знаат вистински нешто поминува. Од друга страна, мажите, јас и вчера дадов една порака, мораме да ги охрабриме повеќе во оваа држава, мора повеќе да зборуваат за тоа ми беше следно прашање, да се надополнуваат една на друга, кои што ги имаат, бидејќи знаете како ние одбележавме оваа година преку социјалните медиуми, обинети преку единственост, односно United by Unique е слоганот на светскиот ден на канцерот, низ целиот свет, и се споделуваат приказни на тоа како сте дијагностицирани, што ви било најтешко, здравствениот систем и која е вашата порака на надеж. Немаме машко. Немаме некој кој што истапува и кој што вели знаеме дека се соочуваат со истите болести, знаеме дека ги има на онкологија, ги сретнуваме, меѓутоа некако како да одбиваат да зборуваат гласно, а знаете како? Без оглед на која е точната дијагноза, дали станува збор за канцер, дали станува за малигнитет на крвта, доколку вие како пациент, ново дијагностициран пациент, имате од каде да прочитате, да слушнете паталец, онаа старата македонска негаталец, туку паталец, веднаш добивате едно поинакво чувство за тоа како да се носите со дијагнозата и сметам дека е тоа еве еден јавен апел да стапат во контакт со нашето здружение. Не секогаш споделувањето на сториите значи јавно говорење. Не сме сите за пред камера да зборуваме. Меѓутоа, приказните кои што ги имате, има начини како да стигнат до луѓето и да ги допрат. Јас би ги замолила колегите од режијата веднаш кога ќе бидат подготвени видеоматеријалите да ги пуштат за да може и да ги прокоментираме. Јас забележав дека различна возрастна група е, меѓутоа се охрабруваат сите да споделат заедничко искуство. Можеби тоа е важно, нели, да застанат рамо до рамо една до друга како голема поддршка дека секој, нели, подеднакво исто и пати и сочувствува со другиот, меѓутоа да знае дека има некој друг кој што знае низ кој пат поминува. Апсолутно, од различни возрастни групи се, како што споменав, не поддржа оваа година и со инвалидитет, меѓутоа и минатата година и оваа година ние имавме млади дами кои што се соочиле со канцерот како деца и кои што се дел од здруженијето САНО. Тие се наши партнери секогаш, и минатата година беа овде и знаете како, посебно па за девојчиња кои што се бореле со болеста во време кога се развивале емоционално и секако, нели, и во време на пубертетот и слично, ова е една валидација дека животот продолжува и после дијагнозата и вие ќе бидете и убава и дама во животот без оглед на тоа што сте се соочиле со една таква болест во младите години. Така да сето тоа инспирира и помлади дечиња. Мислам, знаете како, ние во Македонија малце и медиумите сакаме да зборуваме за лошите работи и за она што недостасува. Никој не ги пренесува тие приказни. Замислете едно дете од 4-5 години кој што во ова момент со неговиот родител седи и прашува зошто мене ова ми се случува и како јас ова ќе го да види и да слушне дека постојат приказни кои што кажуваат ќе бидеш добро, ќе бидеш тука за да одиш еден ден на една ваква модна ревија и да ја пренесеш својата приказна. Раскажувањето на приказните и давање поддршка од тој аспект е од огромна значајност, затоа и постојат, пак ќе речам, малце во Македонија сме ограничени на групите за дојка, тук таму во тие групи наоѓаме по некоја жена која што е со малигнитет на јајници, на грло на матка, па тие се повторно жени кои што се охрабрени да зборуваат, меѓутоа другите се изоставени. Ние вчера имавме една прекрасна дама која што си има соочено со канцер на дигестивниот систем, таа е со стома. Замислете доколку нејзината приказна се раскаже и доколку, да, ова се веќе почнуваат, ова е финалното одење на сите представнички. Значи, гледате, една грациозност, една посебна
убавина. За среќата и за задоволството нивните лица зборуваат, јас не би зборувала воопшто за тоа. Ова сега е без, меѓутоа, нели, овациите, и среќата е практично целосна кога се дели. Кога се дели. Ете така. Меѓусебно има и почитување. Сите овие дами беа преплашени во моментот. Позади сцената, како ќе, ја ќе се сопнам и слично, меѓутоа пак ќе кажам, во моментот кога застанувате на таа бина, вие заборавате, добивате, кога ќе ја видите таа, па знаете како сте излезени, па ги барате вашите, секогаш, нели, познато лице во публиката и е посебно чувство кое што треба да се споделува и навистина треба повеќе да зборуваме за убавите приказни, бидејќи дијагнозата сама по себе е доволно траурна, доволно трагична, за да ни биде најважно да споделиме и да кажеме има и нешто убаво, има и живот по канцерот и секој од нас има право да се чувствува добро и по дијагнозата. Так, индивидуално искуството, меѓутоа кога ќе се сподели сето тоа со некој кој што ве разбира, ја спомена стигмата, од друга страна ја спомена и важноста на поддршката на семејството, на најблиските, но од друга страна каква е на едукацијата? Рече да не зборуваме секогаш кога ќе биде одбележување, да речеме на еден ден, светски ден или за борба со ракот или одредена болест, туку постојано да се говори, но од една друга дистанца, од еден друг агол, дека не се ова само бројки, статистички бројки, да се каже или да се создаде некоја фама, некој страф, туку треба да се говори отворено и да се едноставно таа тема да не биде во некој табу рамки, во некоја стигма обвиена, туку да биде тема за која што ќе може дополнително да добијат некоја додадена животна вредност сите жени кои што се соочуваат со одреден проблем. Бидејќи од друга страна тие се нели и мајки, баби, тетки и сопруги мораат да добијат некоја сила и елан кој што го заслужуваат. Заедништвото кое што ние меѓусебно го имаме, има една посебна рамка и сите тие разговори, вие кога знаете дека не сте сама и не сте првата која што го оди овој пат, енормно многу ги подобрува и вашите шанси, и вашиот поглед на животот и на самата дијагноза. И јас често тоа го кажувам, јас поминав низ оваа дијагноза, семејството беше покрај мене, моите родители беа од првиот ден со мене, меѓутоа моите пријателки, меѓутоа ние се викаме сестри по дијагноза или пријателки по болест, како сакате. Тие се тие кои што ве водат во овој пат и затоа се толку и успешни овие групи. Нашата група се разбира, Пеперутки не е единствена, постојат и други и секоја од нив има посебен допринос во тоа како луѓето ја прифаќаат болеста, каде ги бараат, бидејќи вие знаете како еден дел од прашањата се секогаш поставени во овие групи. Она кое што реално недостасува во однос на едукацијата е, ние сме малце како луѓе, можеби жените поактивни, меѓутоа пак ќе кажам, ние оваа година организиравме 5 настани кои што беа за едукација, за белодробни заболувања, за машко здравје, за меланоми, за крвни малигнитети. Посетеноста од страна на пациентите е многу мала. Ние никако волја за да одиме и да слушаме што е новитет, како да се соочите со болеста, како да немаме. Затоа како здружение оваа година решивме да имаме малце поинаков пристап, ќе одиме повеќе на онлайн едукација, бидејќи знаете како сите ги имам истите прашања. Што смеам да јадам? Дали ова смеам да го правам? Дали после полесна е пристапноста, мислиш на онлайн или еве да се обидеме, бидејќи оваа година бевме фокусирани на настани кои што се со присуство во сала негдека, имавме доста реакција и од внатрешноста и тоа се разбира проблема, не можете да одите секдека и да постигнете да бидете секдека.
ќе се обидеме онлайн, иако минатата година имавме настани и во Прилеп, и во Кавадарци, и во Тетово, и во Струмица имаше настан. Тие настани беа во соработка со клиниката за пластична хирургија, каде што зборувавме и за реконструкцијата на дојки меѓу другото. И сите тие средби се претвараат во едно навистина прекрасно дружење на крајот. Нели? Го слушате предавањето, имате можност да поставите прашања, на крајот сето тоа се завршува со некој неформален разговор каде што ќе размените и искуство и некое прашање кое што не сте стигнале на самата трибина да го поставите. Едукацијата е клучна. Во се е клучно комуницирањето, така и во оваа област, и доколку не се едуцираме, ќе се вртиме во истите кругови. Значи, ќе се вртиме постојано во истите кругови, да не знаете која е вашата дијагноза, да не знаете кои прашања да ги поставите на вашиот онколог, да не знаете кој е следниот чекор, а доколку се опремите со знаење, многу полесно ќе го навигирате нашиот здравствен систем, за кој што ви треба да сте подковани да можете да го навигирате, бидејќи самиот не ви го прави тоа за вас. Која на првиот чекор спомена дека тие чекори се многу важни еден по друг таксативно да се и во однос на едукацијата и во однос на тоа што треба да прашаат, каде да ги бараат одговорите, меѓутоа кој е прв и најтежок чекор од искуствата кога ќе ти се јават, ќе те консултираат или ќе споделат дека некоја жена веќе го почнува шокот, детектиране проблемот и ќе мора да го оди тој пат. Без разлика дали станува за жена или за маж. Вие во моментот кога ќе го добиете, јас го викам тоа документот на кој што пишува, вие имате рак. Од тој момент вашиот живот комплетно се менува. Проблемот во нашата држава е што вие од тој момент лутате. Лутате. Едноставно барате некој да ве насочи каде е следното. Дали е следното онкологија, дали е следното хирургија, дали е следното. И тоа е она кое што и на светскиот ден, трибината која што имавме, беше општиот заклучок, а тоа е дека она кое што најмногу и фали на Македонија е комуникација и патеки. Ниту еден пациент во Македонија кој што ќе добие дијагноза рак не знае каде да се обрати. Апсолутно не знае каде да се обрати. Се обраќате онаму каде што ќе ви каже или матичниот доктор, или таму каде што ќе ви каже радиологот, или таму каде што ќе ви каже некој друг. Меѓутоа, мора да постојат патеки, мора точно да се знае. И знаете како хаосот кој што настанува во здравствениот систем доаѓа точно од таму. Вие било каде во светот, кога ќе добиете дијагноза, ја добивате и патеката со таа дијагноза. И автоматски целото искуство е поразлично. Замислете вие да ја добиете дијагнозата, да седнете во една канцеларија во која што ќе ги отворат тие снимки пред вас на екран, ќе ви објаснат. Ова е дијагнозата, ова се опциите на третманот. Психолошката поддршка е нешто кое што од самиот старт е потребен. Ние, иако имаме во државата психолози на клиниката за онкологија, имаме тројца психолози кои што се специјализирани за онколошки пациенти на клиниката за психијатрија. Имаме предавање од страна на Црвениот крст еднаш месечно, цела година организира. Тоа не е доволно. Вие треба да имате систем кој што од самиот старт им ја нуди опцијата на пациентите да кога ќе се соопшти дијагнозата, вие веднаш разговарате со некого за да, нели, чекор по чекор може да почнете да одите. Да не зборувам дека од тука веќе работите почнуваат да се комплицираат во самиот тек на дијагнозата, вие нуспојави, дополнителни снимања, дополнителни испитувања. Пациентите во Македонија сето тоа се оставени да го бркаат сами по себе. Вие во сите малигнитети, без разлика онколошки, хематолошки, можете да развиете кардиопатија, значи проблем со срцето од самата терапија. Нашиот систем ви вели треба да одите на кардиолог. И вие од тука повторно почнувате на некоја друга клиника, повторно сами да лутате. Да не зборувам за испитувањата кои што одат на одреден период. Патеките во нашиот систем и каде одат онколошките пациенти е тоа што го прави хаосот, незадоволството и крајот на денот да овие пациенти бидат третирани без достоинство. Бидејќи се оставени сами да се снаоѓаат во систем. Вие замислете доколку постојано се зборуваат истите работи. Нема тумор маркери, нема термини за снимање, недостаток на терапија и слично. Зошто? Бидејќи пациентите се оставени сами по себе. Вие замислете кога еден пациент е во метастатска болест,
Вие знаете дека на тој пациент на секој 6 месеци, зависно од диагнозата, дека на 3 месеци, дека на 9 месеци, континуирано му треба преглед. Доколку првиот пат кога ќе отидете да направите компјутер, награден кош да речеме, и со таа диагноза, самиот радиолог треба да знае дека треба да ви закаже термин за 6 месеци. Не треба да ви каже онкологот на вас дека по 6 месеци ви треба, па вие да почнете да барате за 6 месеци термин, и да се вратите практично истиот процес на почеток. Континуираноста и поврзаноста на системот. Јас оваа година многу се зборуваше за децентрализација на системот и тоа е нешто што мене лично ме иритира од проста причина што ние сме толку децентрализирани. Немаме никаква комуникација, да секое дополнително растргнување на системот сметам дека е полошо за пациентите. И наместо еве да речеме како значајно олеснување, тоа ќе биде дополнителен проблем. Апсолутно. Еве сега минатата недела можеби со од Полошкиот регион пациентките што го имаат проблемот. Значи таа децентрализација на услугите што ја споменавте, таа треба и да биде своевидно олеснување. Апсолутно, и тоа е олеснување. Ме разбирате, ако вие една хемотерапија примате во било кој локален центар, апсолутно е подобро тоа за вас. Замислете да треба да патувате половина час да ја примите хемотерапијата и за половина час да бидете дома, него да седнете во некоја кола со тројца во колата, да дојдете до Скопје, да ја примите терапијата со истите тие тројца, па да ги чекате во кола за да се вратите назад. Сите тие центри кои што ние ги имаме низ Републиката се одлични. Битолската болница имаме се уште некои проблеми со кадарот. Одлично е тоа што повторно продолжуваат да одат докторите од клиниката на онкологија таму. Тетовскиот центар е релативно нов. Докторите, освен позитивни мислења, не стига до нас негативни мислења од страна на пациентите. Тие третираат простата и гради и мислам дека и делумно и дигестивен систем. Имаме олеснување со тоа што во 8 септември сега се отвори нов оддел на кој што има две докторки и тие започна најпрво со простатата и мислам дека веќе ќе почнуваат и со дојки. Штипската болница е нефункционална и тоа апсолутно нема да почне да работи во скоро време, бидејќи таму нема ни услови да се прима терапија. Меѓутоа Битолската треба да функционира комплет. Меѓутоа дури, пак ќе кажам, дури и да ја имате терапијата да ја примите таму, апсолутно е проблемот што вие не ги добивате испитувањата. Таму се искомплицирала некоја, бидејќи ова е болест која што многу лесно се комплицира. И вие сега треба од Битола повторно се вратите во Скопје, да барате хирург, да барате радиолог, бидејќи немаме патека која што тоа го покажува онака како што треба и ја немаме комуникацијата помеѓу институциите, што е навистина разочарувачки. Кај нас, доколку нема лична линија директорот на клиниката со директорот на некоја друга клиника, соработката е сведена на нула. Доколку некој доктор лично не познава друг доктор, вие можете да лутате низ системот додека да добиете термин за било што. Јас, времето не е ограничено, ако почнам да зборувам за сите примери кои што во оваа измината година ги имавме од пациенти вратени од Велешката болница во Скопје ради тоа што биле велешки пациент. Со отворена рана пациент онколошки. Да не ви зборувам колку пати сме добиле направил компликации од пневмонија, инфекција или некоја да речеме еве вирусна инфекција, да отиде на клиниката за инфектологија, да биде вратен бидејќи е онколошки пациент, да го третира клиниката за онкологија. Клиниката за онкологија ниту една од овие болести не ги третира. Таа нема центар за рана, ме разбирате, комуникацијата и поврзаноста на системот е она кое што е најголемиот проблем во оваа држава. И потоа да има реакции нели за тие практично системски слабости од кои што некогаш и животот загрозувачко мора да се интервенира веднаш, не може да се остави нели на подол крок. Каква е состојбата со терапијата со лековите? Во овој момент има терапија. Ние цела година имавме некакви, јас ги викам мали дупки, најчесто тоа беа закасната достава на лекот и слично. Но тој меѓупростор како се надополнува? Сега голем број од пациенти или некогаш велеа се снаоѓаат кои како знае уме, па некогаш се купува лекови од странство. Тоа е навистина, тука не е нешто што може да се одложи нели во однос на лекување. Затоа сметам дека е од клучно значење законот за лекови кој што во овој момент се носи.
и повторно правиме муабет за проблем систематски. Тоа не е проблем кој што онкологија сама по себе може да го реши. Проблемот со лекови, како се набавуваат лекови, кој ги набавува лековите, треба да се решава на ниво на здравствен систем. Не може една онкологија да набавува сама лекови, не може една битолска онкологија сама да набавува лекови, и на онкологија во Битола има терапија, во Скопје ја снимува терапијата, ама од таму не може веднаш да се... Мислам, целиот тој систем како што е поставен во овој момент не носи до сите овие проблеми. Јас затоа знам и да кажам, гледам дека господин Кликовски го кажува иштото, јас оваа година добив впечаток дека во Македонија изголемен буџет, бидејќи е радикално зголемен буџетот, проблемите на онколошките пациенти не ги решава. Зошто? Бидејќи колку и да се обидува клиниката за онкологија да правилно да го распореди тој буџет, правилно да ги направи набавките, навремено да ги направи набавките, годината покажува дека постојат гапови и затоа можеби треба да се размислува на едно, нели ја што велам, не можете вие да гледате еден сегмент од организмот како организам ако не го гледате во целост. И затоа сметам дека промените треба да бидат на ниво на здравствен систем за да имаме подобри. Сега во моментот терапија има, јас се плашам дека ќе снема, дека нема да бидат до новиот буџет, односно до почетокот, дека нема да стигнат средствата кои што беа наложени. Тука се враќаме на она броење, значи колку сме ние реално изброени во оваа држава. Имаше еден податок на Светскиот ден истакна дека оваа година профункционира скрининг програмата за дојка, меѓутоа да речеме 1/3 од пациентките кои што биле дијагностицирани со скрининг програмата завршиле на биопсија. Останатите се изгубени во системот. Каде отишле? На приватно. Меѓутоа кога ќе дојдеме до терапија, тие ќе се вратат на клиниката за онкологија. Кој ги преброа? Сега се планирано е. Во ниту една бројка не влегле, меѓутоа кога ќе дојде терапијата, сега е правилото ако има за еден треба да има за сите, комисиски се одлучува, меѓутоа ако вие не ја знаете бројката и ако не можете точно да ја предвидите бројката, како ќе ги предвидите средствата? Суштински се проблемите. Без регистар на канцер пациенти не можеме да планираме. Без точно определување на капацитетите не можеме да планираме. Ние се уште не знаеме во оваа држава кои мамограми се функционални, каде фали доктор, каде фали апарат, каде имаме скенирање, дали тоа скенирање работи, кој ги чита резултат. Планирањето, комуникацијата е тоа што не доведува во овој хаос. Да не зборуваме дека клиниката за онкологија е во очајна потреба за реновирање, проширување. Капацитетите кои што ги има и во кадар, и во простори, се апсолутно нехумани. Вие тие ходници, доколку не ја проширите таа клиника, мислам, немате како. Имавме пред известно време реакција во Сдруженијето, ве молиме, кажете им на сестрите од Бели дробови, побрзо да ги расчистуваат пациентите, седиме по скали. Тоа е еден дел. Се направија 2 нови чекални. Тие се полни. Пациентите пак, меѓутоа од една страна, ако го убрзате процесот на евалуирање на пациентот, завршувате со еден друг проблем, не ми остави докторот доволно време да ми ги разгледа резултатите. Тоа се во буквална системски. Ме разбирате, клиниката што ќе направи? Како тие редици ќе ги направи кога тоа е бројот на онколози, тоа е бројот на сестри, таа е квадратурата на клиниката. Ме разбирате? Планирањето треба да биде во едни пошироки. А да не зборувам дека доколку скрининг програмите почнат да функционираат како што треба, клиниката за онкологија ќе треба да биде спремна заедно со сите останати центри, дека во наредните 5 години бројките ќе бидат зголемени. Додека да се стабилизираат. Ме разбирате, вие треба со скрининг програмите ги откриете сите оние кои што не отишле да се прегледаат, а имаат нешто, што значи дека нагло ќе рипнат бројките. А капацитетите? Мислам, ние не сум ни сигурна дали успеавме оваа година да најдеме да најдат на онкологија 4 нови сестри кои што имаше отворен конкурс, доктори се тие, планирањето, комуникацијата во самиот здравствен систем е тоа што ги прави. Бидејќи вие на еден доктор онколог уште колку ќе му дадете да прегледува? Исто е проблемот со PET скенот.
5 скенот, 2500 прегледи оваа година. Тоа е капацитетот. Таа е камерата, докторите се тројца. Тројца! Множи ги, дели ги, тројца. Како да направиме да направат 4000 прегледи? Еве ќе земеме, ќе се купи една камера. Меѓутоа нас не требаат уште тројца доктори и целиот тој технички кадар на таа клиника, за да ние можеме од до година да речеме дека 5 скенот работи со фул капацитет, со 2 камери и прегледува 4000 пациенти. Па потоа да се прочита, да се диагностицира, да не зборуваме дека тука е и патеката, за тоа и протоколите кои што во нашата клиника, во нашите услови се уште отворени за интерпретации, не се следат до крајност, а тоа е на кого му треба тоа снимање. Какви се приоритетите? Јас дури побарав и тоа да биде на онлайн. Значи, вие ако имате листа на чекање, таа листа на чекање треба да биде јавна. И ако некој ме помине на таа листа на чекање, треба да се знае дека е хитен случај, дека е... Мислам, ние имаме разноразни интервенции за луѓе кои што се во метастатска болест, на кои што на вистина им треба PET скенот, не можат да стигнат до термин, бидејќи капацитетите се преполни. Така. Дополнителен проблем од она што барем на крајот на минатата година, сега еве на почеток на оваа ќе мора и да се сумираат резултатите од минатата, што рече што е направено, до каде сме, што сме, да се утврдат системските слабости за да може да се отпочне со некој чекор напред, но еве го спомена регистарот на онколошки пациенти што треба да се направи за да се знае од каде да се тргне и каде да се води целата постапка. Еден од проблемите што беше посочен беа недостигот на генерички лекови, не на биолошките, на генерички, дополнително што цените се паднати поради тоа што дел од дистрибутерите не гледаат интерес во однос на дистрибуцијата. Апсолутно. Станува збор за најголемиот проблем кој што го имаме, да не го кажеме сега лекот кој што е јавно. Што се случува? Дистрибутерот не сака да го внесува, не му се допаѓа цената. Замената, тој лек има и замена, исто. Онкологија отвара 6 континуирано, 6 или 8 тендери. Никој не се пријавува. Системот, односно, нема начин, немате понуда, тоа е тоа, мислам, ме разбирате, а системот нема начин како да го реши тоа. Единствено нешто кое што сега за тие пациенти е, доколку лекот е на позитивна листа, да си го набават пациентите сами и да бараат рефундација за тие средства од фондот, меѓутоа колку е тоа решение. Колку е тоа решение е прашање. Знаете како, оваа година позитивни работи имаше. На вистина имаше позитивни работи и јас сум од оние седи криво збори право. Успеавме да донесеме лекови на аптекарската листа, што енормно многу ја улесни, посебно на дојки. Од друга страна, 6 лекови се донесоа на клиниката за онкологија за одредени типови на канцери кои што до сега не беа донесени. PET скен центарот направи термини во слотови за секоја диагноза, за да не биде дека само се прегледува една диагноза, се отворија специјални термини за хематолошките малигнитети, што е еден посебен плюс, бидејќи тоа е група која што не можеме да ја заборавиме. За дигестивен и слично, меѓутоа се покажа дека капацитетите треба да се прошират и треба во исто време да се стегнат протоколите на тоа кој се испраќа, кој не се испраќа на ова испитување. Скрининг програмите почнаа да функционираат, има уште многу да се работи на скрининг програмите, меѓутоа ги дадоа првите резултати и она за кое што посебно сме горди е што почнаа да функционираат комисиите во склоп на клиниката за онкологија, односно како се доделува терапијата, што е исто така еден извонреден исчекор од страна на клиниката за онкологија. Така да исчекор напред имаме, меѓутоа јас се уште сакам да кажам, еден чекор напред, 3 назад не е македонското оро, да почнеме да го играме како што треба за да видиме реални резултати кои што ќе дадат еден плюс за тоа како се чувствуваат онколошките пациенти, да не зборуваме дека се чека сепак на новиот закон за лекови, дека треба да се дискутира дека одредени терапии и од хематологија и од онкологија, не само за дојка,
треба да се пренесат на позитивната листа, бидејќи веќе во светските протоколи овие терапии стојат во прва линија на третман. Кај нас тоа е решено делумно со буџетите кои што секоја клиника ги има, меѓутоа тие буџети треба да бидат доколку таа терапија не функционира, за понова, посовремена терапија, се разбира, тоа не може да оди во недоглед, терапиите многу брзо се развиваат, меѓутоа да им се даде поголеми можности на пациентите. Тука морам да ја споменам клиниката за хематологија. Хематологијата во последните 5 години, малигнитетите на крвта имаат еден навистина огромен скок во тоа како се третираат. Таму веќе болести кои што се сметаа за неизлечливи, сега се веќе хронични болести. И вие кога имате хронична болест, имате и по автоматизам потреба од пролонгиран третман и повеќе буџет за таа клиника. Зошто? Бидејќи ако вчера се третирала еден МП се третирал со 6 месеци до година, тие луѓе сега живеат со 90% излекување, меѓутоа под континуирана терапија. Знаете како оди напред медицината, така треба и буџетите да го следат тоа, се разбира и клиниките истото. Ете, клиниката за хематологија е можеби примерот дека доколку интерно работите се организирани просторно, тие го имаат решено и проблемот доста многу со психолог и со социолог кој што им помага на пациентите да го навигираат самиот систем, како кој е следниот пат. Ние тоа го дискутиравме со директорот на клиника, меѓутоа тука бројките се различни. Вие на хематологија имате, да речеме, 1000 пациенти, овдека се 5000 пациенти, што значи дека исто како што 20 психолози не се доволни да ги обслужат, така нема да биде ниту еден координатор на оваа патека доволен да ги обслужи пациентите. Јас се надевам дека во 2026 година барем ќе почнеме поотворено сите да зборуваме. Што велам јас, проблемите не се за под тепих, кога тогаш ќе излезат на површина. Многу ми е жал што на трибината која што ја државме на 4-ти немавме представник од Министерството за здравство. Тие има разни настани на кои што треба да бидат. Имаме еден и заклучоци од самата трибина и некои предлози кои што се надеваме дека ќе успееме до крајот на месецот да ги продискутираме со министерот за здравство, да ги ставиме на хартија. И знаете како, не само нашата организација, јас се надевам дека сите организации кои што представуваат пациенти, тука и Алијансата за пациентски организации НАПО, дека ќе имаме заеднички ставови, заедно ќе бидеме представени пред Министерството и на крајот на денот не можете да одлучувате за животот на пациентите без пациентите. Така. Ана, она што, еве, низ целиот разговор, додека те слушав го спомена, има решенија, значи има осмислени системски вредности кои што треба да се следат. Вие имате, меѓу другото, и голем број на активности на Сдруженијето. Кои се оние, да ги речам, еве, позитивни искуства од други земји, кои што можат веднаш да се применат, да бидат, веднаш применливи во однос на таа системска координација што ја велиме? Затоа што нешто што може би како терапија веќе рече е внесено кај нив во редовност, ние се уште одиме со еден чекор напред, друг назад, лутајќи низ оние здравствени системски слабости. Ние имаме системи кои што се тука имаме малце, не можеме да ги пресликаме во нашата држава од два фактори. Прво, ако сме по жители толку колку што е некоја држава, не сме по пари. Тоа е, нели, првиот. Меѓутоа, тоа не значи дека не треба да ги согледаме неколку системи за да го најдеме моделот кој што на нас не одговара. Јас многу често знам да кажам и некогаш сум нападнати од пациентите и тоа е сосема во ред. Доколку овој здравствен систем нема капацитети да дозволи бесплатно здравство за сите, тогаш власта, политичките партии, тој систем треба да најде решение и на следните избори да не излезе со паролата ние имаме бесплатен здравствен систем, него да излезе со систем кој што е одржлив. Неоспорен е фактот дека ние придонеси
плаќаме многу мал процент, дека не може исто како што и со пензиите за неколку години ќе имаме проблем, да се пуни таа каса и да се оди напред со терапиите само со тоа. Помалце вработени имаме од година во година, повеќе фриленсери од година во година, а немаме систем како да им понудиме некој друг столб, нели, да не е тоа само да се плаќаат придонеси. Дали е само доволно да се плаќаат приватно, бидејќи јас лично си плаќам приватно здравствено, мислам, во здравствениот фонд, 2.500 е. 2.500 денари е. Мислам, дали тоа е доволно за да ние имаме бесплатен систем? Ама ако немаме решение, доаѓаме во оваа ситуација која што е сега. Има многу работи кои што може да се пресликаат од една страна, од друга страна ние со години го игнориравме невладиниот сектор. Ниту една не можете да го градите здравствениот систем без невладиниот сектор, без импутот на пациентите и без тоа што овие пациенти сакаат, им е потребно, им треба. Така да сметам дека доколку разговараме, решението ќе се најде во еден момент, меѓутоа се разбира треба да се има и политичка волја, и волја на ниво на институции, да не зборуваме дека во оваа држава е сериозен проблем промената на министерите за здравство. Мислам, јас се надевам дека министерот многу често немаме ние континуитет на било која процедура која што ќе се отпочне. И тоа представува еден сериозен проблем. Доколку имаме визија каде одиме и ако имаме план каде сакаме да стигнеме, нели сите сме свесни дека од точка А до точка Б треба време и дека не можеме ние немаме магично стапче да јас утре отидам на онкологија и да е таму се идеално организирано, да е се како што треба. Меѓутоа, ако имаме една визија каде ќе бидеме за 5 години, тогаш и ние, јас не велам дека сите лекови треба да се стават на позитивната листа денеска. Апсолутно не велам. Меѓутоа велам дека можеме 2026 лековите кои што сте исто така хормонски се за простата да ги ставиме на позитивната листа. Па повторно ќе растеретиме онкологија, бидејќи овие пациенти кои што примаат само таблетарна терапија за простата нема да доаѓаат на клиниката за онкологија, туку ќе одат исто како и пациентите за канцер во аптеките. Од друга страна, барем една линија на лековите кои што се за веќе ете да ги кажеме скапите имунолошката, биолошката терапија, може да се симнат и барем оваа година еден да ставиме. Да не зборуваме тука дека целокупната грижа, палијативна нега немаме. Ако еден пациент стигне, а знаеме каква е болеста, не сакате да почнам да зборувам како тие пациенти се третираат. Клиниката за онкологија не е опремена за да биде центар за палијативна нега, што е разбирливо. Е клиника за онкологија, не е формулирана како таква. Од друга страна, имаме еден центар за палијативна нега во оваа држава во која што се сливаат сите пациенти. Ниту тие се имаат протоколи и простор да третираат онколошки пациенти. Тоа е еден сегмент кој што сериозно фали. Да не зборуваме за сите останати сегменти. Превенцијата е во секоја смисла во оваа држава на нула. Првиот исчекор што сега беше направен е со законот за пушење, кој што се надевам ќе биде донесен. Не можеме да зборуваме за превенција во канцерот ако немаме строг закон кој што е за пушење. Од една страна. Од друга страна, не можеме да го замаруваме во превенцијата загадувањето во оваа држава. Да не зборувам. ХПВ вакцинацијата. 100% превид на пилен канцер. Ние се уште во оваа држава не можеме на ниво на доктори, на ниво на таја фела да се договориме дека треба да се едуцира населението, дека децата во таа возраст од 12 до 15 години треба да бидат вакцинирани. И тоа ХПВ-то не заштитува само од канцер на грло на матка. Значи тоа е една цела плејада, во последните истражувања кажува дека и за одредени типови на Ходжкин. Ме разбирате, а ние се уште имаме дискусија на ниво на педиатри, на ниво на гинеколози, дали е ова потребно. Кампања за превенција не сме виделе.
Каде е храната? Здраво хранење, вежбање. Мислам, живееме во едно модерно време во кое што секој втори инфлуенсер го зборува тоа, меѓутоа не и Министерството за здравство. Значи, многу сегменти кои што на крај ќе вродат со сериозен плюс, не само за пациентите со канцер, не е поентата на ниту на Сдруженијето Хема Онко да ги заштити само оние, дај Боже, да немаме нови членови и да имаме поголема превенција и бројот на членовите кои што влагаат во семејството на онколошки пациенти да се намалува. Никој не сака овие бројки да растат и да бидат се поголеми од година во година. Така, 21 век велате брз век со брзи чекори и на медицината и воопшто во секоја дејност, и сега историјата на онколошката медицина наскоро може практично да добие една нова страница како заокружување на целиот разговор, првиот пациент во светот што ќе се лекува со таа руска некоја персонализирана вакцина против рак е пациентка од Србија. Веќе ова вакцина излегува од лабораторија, да речеме, одат со големи чекори напред, но мора сериозно да се размислува и ние каде сме, до каде сме, бидејќи посебно онколошките пациенти немаат време за губење, што го велим, или некогаш и минутите и секундите се многу важни. Знаете како, светот веќе со години зборува за тој индивидуален пристап. Ова е уште пак за генетски модифицирана и индивидуална вакцина. Да, за секој поединечно ќе биде персонализирано, меѓутоа не го средиме системот во наредните 5 години. Замислете кога ќе треба со овој систем, со оваа поставеност на набавка на лекови, начинот на кој што функционираат работите, да треба да се нарачува вакцина или лек, бидејќи веќе постојат лекови кои што се таргетирани за тој пациент само. Значи, медицината оди напред, индивидуалноста на секој пациент, и немате вие светска кампања која што не вика вклучи го пациентот во разговорот, а ние имаме систем кој што не знае да им каже на пациентите која е патеката од клиниката за онкологија до клиниката за радиологија, до клиниката за торакална хирургија, за хирургија, а сакаме да имаме систем кој што вели направи ми вакцина или направи ми лек за овој пациент според овој генетски профил. Замислете колку ќе бидеме назад доколку системот не се подреди како што треба да се подреди, кога ова ќе стане реалност. Сега е зачеток, меѓутоа доколку не побрзаме со системските решенија во однос на патеките на пациентите, ова во Македонија нема да стане реалност, бидејќи генетика се прави во Ману, делумно се прави на клиниката, да не зборуваме дека ќе се изродат едно брдо на приватни кои што ќе почнат ова да го прават, да ви направат профил на генетикар, и тоа што тоа оди ви прават профил на генетика, па вие тоа го праќате во болницата или фирмата која што го изработва, фармацијата која што го прави лекот, и тој лек се враќа од таа земја овде за вие да го примите. Ние губиме овдека лекови, денови, бидејќи возачот денеска не се чувствувал добро и терапијата не стигнала. Дали ме разбирате? Значи, за нешто вакво треба систем. Нашиот систем во моментот, бидејќи е надоградуван дел по дел, треба да се искоординира, да се разговара и да се состави, бидејќи пак ќе кажам, децентрализација не значи и десоциализација. Значи да комуницираме, да се ресоциализираме, малце подобро да зборуваме едни со други, да не зависи тоа од дали јас вас ве сакам или не ве сакам, дали јас со вас разговарам или не разговарам, него да се гледа пациентот, патеката на пациентот, патот на пациентот, и тогаш можеме да зборуваме за систем кој што функционира во име на
на пациентите. Така, и услуги кои што се од граѓаните и за граѓаните. За граѓаните, точно така. Ана, благодарам многу што беше денеска наш гостин. Верувам дека ќе имаме уште многу прилики да говориме, бидејќи јас секогаш сакам да кажам дека не треба за одредени проблеми, па независно не мора да се тоа само проблеми, одредени теми кои што се од големо општествено значење за целата заедница, не треба да се говори само кога се одбележува некој ден или некој настан, туку треба постојано да зборуваме и да имаме онаа што ја спомена неколку пати комуникација која што е најважна, а особено комуникацијата лекар онколошки пациенти конкретно еве ќе споменам за оваа тема што денеска ја говоревме, бидејќи пациентите и најдобро знаат што навистина им е потребно и што е она што треба да се направи за нив. Јас ви благодарам уште еднашка за поканата. Секогаш сме ние тука за било која дискусија. Јас ќе бидам најстрекна доколку медиумите престанат да ме бараат и да ми се јавуваат само кога нема терапија на онкологија. Има толку убави работи за кои што можеме да се зборуваме, можеме и да критикуваме, меѓутоа во исто време можеме да правиме и емисии и разговори кои што ќе ги поттикнат пациентите да зборуваат само за проблемите и за убавите патишта на оваа болест, како целина и за победите кои што ги издвојувале, колку и да сметаат дека тие се мали, секоја победа е победа. Така, апсолутно се сложувам. Уште еднаш ти благодарам за гостувањето.